извинувам за слабата конекција и се извинувам што сега се тресам и ме фати некој студ. Па затоа и се улепно да. Не знам дали може има некој прашање кој што не сакате да ги поставите низ или може да се вратиме на филмовите што ги гледат. Јас мислам дека прво сам да се извинам заради техничките проблеми. Ова не правено 2-3 пати, очигледно ете овој пат. Видно да не е добра конекцијата, но сепак мислам дека колку толку ја сфативме поентата на истражувачката новинарка и сега предавачка во Универзитетот во Њујорк. Ова до мене е Мила Шопова, членка на Левичарското здружение Солидарност и е магистерка по антропологија, заврши во Њујорк, исто и уште магистер заврши во Берлин по културни студии. Ти благодарам за целиот напор што го направи за да дојдеш, затоа што Мила живее во Банкок веќе 3-4 години. Таму работи како фриленсер, консултант. Фала ти што нешто дојде. Можеш прво да ни кажеш? Зашто си тука? Значи нема инцидентно само за Битола, за дека имаме работници низ повеќе градови. Иницијативата се вика, кој што спомнав на почеток, граници во движење. Можеш повеќе да ни кажеш околу тој проект прво? Прво, мислам пред да кажам нешто околу тоа, може да појаснам нешто. Кога ќе се кажам антропологија, може има поинаки сваќање за тоа што прават антрополозите. Јас уште од старт би сакала да кажам дека не сум го проучувала блискиот исток и дека тука сум во капацитет на представник на работна група Солидарност за мобилност, која што инициираше Левичарското движење Солидарност. И причината заради која сум дел од тоа движење аз сум истовремено антропологија, затоа што она антропологија што јас ја учев посочуваше на начин на размислување во кој што пред воопшто да донесеш некаков суд или некаков став или некакво мислење по одредена тема, треба најпрво да расплеткаш една мрежа, дали на актери, дали на концепти или на состојби кои што можеле да влијаат во одреден момент и да донесеш и одреден суд или став по тоа прашање. Значи, тоа е начинот на кој што јас учев да работам и една од причините зошто повлеков иницијатива неколку луѓе од Солидарност да работиме на неколку прашања кои што беа поттикнати од онаа вонредна состојба што ја гледавме на границите, но и пред тоа со нелегална миграција низ територијата на Македонија, беше дека гледав како се формираат одредени ставови кои што сосема исклучуваат одредени процеси и структурни проблеми кои што мислам дека се заеднички за Македонија и за земји од Блискиот Исток, од Северна Африка, земји во кој што под дејство и под влијание на еден глобален економски и политички систем, под присила се доведува голем број на население прво да се движи натре во самите држави, значи да мигрира од одредени места во потрага по работа. И сето тоа се случува заради апсолутно отсуство на интерес на оние во чии раце е извршната власт да направат некаква редистрибуција на она што постои како добро и како капитал во самата земја и потоа ескалација на одредени под влијание на одредени настани и регионални констелации, ескалација која што придонесува да тоа овие луѓе да емигрираат. И токму тоа беше и поентата да поставиме една кампања која што ќе се заложи да се подигне свеста во јавноста не за бегалците како категорија сама по себе, туку за како еден обид да се собереме на едно место и да направиме, да создадеме простор во кој што ќе може да размислиме што може да се направи околу ова. Независно дали
тоа се однесува на бројот на луѓе кои што во се поголем интензитет поминуваат низ границите, или пак на бројот и на македонското население кој што излегува од оваа земја под услови кои што се слични на тие кои што и претходеа на самата војна во Сирија. Во последно време се поставува кованицата во меѓуните економски емигранти. Значи, на таа дискриминација голем дел од луѓето се задржани во некоја вакуум зона или бафер зона, како што се нарекува. Дали не ти е парадоксален тој концепт? Затоа што ако земеме во Македонија, во последните години излева некои статистики дека околу минимум 250.000 луѓе си имат население. Во Македонија немаше војни. Во Македонија само заради тој подобар живот, прво се разбира од економска гледна точка, може и второто за културен живот, функционирање на институции и систем, луѓето се иселиле. Дали истите луѓе што бегат од Пакистан или од другите земји не се исто равниште като што се македонците кои бегат во западните земји и му се става истата етикета економски емигранти? Дали мислиш дека во самата кованица економски емигранти постои голема неправда? Самите категории под кои се следуваат луѓе кои што излегуваат од границите на својата држава, за мене се парадоксални. Бидејќи воведувањето на тие категории за мене не е ништо друго освен создавање на ситуација на исклучивост, во која што ти под одредени критериуми ќе кажеш, ќе поставиш услови кога, како и кога може да се биде. И во Пакистан да не заборавиме, работничките стандарди во Пакистан, Бангладеш, живеам и работам во Југоисточна Азија. Прашањата што се однесуваат на работнички права и се дел од нешто што го работи за Меѓународната организација на труд. И Пакистан и Бангладеш се едни од земјите во кои што огромна емиграција беше предизвикана токму заради одредени можности за работа кои што беа следувани во фабрики во чии главни странски инвеститори беа некои од поголемите економски помогните земји во светот и каде што апсолутно не се задоволуваат одредени работнички стандарди, што за мене беше една од причините да сум сосем поинаква да размислувам за тој концепт на економски мигрант. Не би можела да повлекувам паралели со Македонија, но би дала еден пример за Сенегал, бидејќи една од групите кои што се регистрирани, ако поминале или имаат интенција да поминат низ балкански земји, се и сенегалци. Пред известно време проследив една репортажа во која што беше соопштено дека една од индустриските гранки во Сенегал, најголемите индустриски гранки во Сенегал е рибарството. Во изминатите 5 години Сенегал има подпишан договор со Европската унија во која што исклучиво право рибарски флоти на Европската унија имаат да риболоват во крајбрежните води на Сенегал. Додека наспроти тоа, давачките и регистрацијата на локални риболовци кои што се занимаваат со small scale риболовство се имаат зголемен со цел да се создаде простор за поголем простор за рибарските флоти од Европската унија. И сето ова се прави за годишен надомест од дали беа 5 милиони евра, не се сеќавам точно на сумата, но беше од прилика тој износ. И една од директните последици на тоа е
ogromen broj na krajbrežnata naseljenja od Senegal vobi da se iseli, odnosno da emigrira i тоа се истите луѓе кои што се означуваат како економски мигранти. Заради постоењето на одредени конвенции и протоколи кон тие конвенции, тоа е зборувам за Женевската конвенција, која што е основа за доделување на статус на бегалец, а од друга страна и за разликување, за повлекување разлика помеѓу тоа што е бегалец, а што е економски мигрант. Овие политичко-економски договори не се вбројуваат како услов за тоа тебе да ти биде да добиеш никаков статус со кој што може би имал привилегија да ги поминеш границите на државата во услови кога едноставно не можеш да замислиш како да го продолжиш животот до ден. Слободно, ако има некој прашање, коментар, може и да остави да не вас само. Да, јас подготвивме еден приказ на 7 ура, сега го кажуваме затоа што веќе станува доцна. Но нешто ние успеавме со Клер да го разговараме, дека пред 2011, која беше годината кога почна немирите во Сирија, кој што потоа прерасна во граѓанска војна, има еден период од 10 години во кој што сиромашено земјоделско население заради лошите политики на Асад за лошите земјоделски политики на Асад се сели од градовите, од руралните области на Сирија во градовите, каде што заради преселбите и заради условите во кои што се населуваат се дел од она сиромашно урбано население кое што не ужива никакви права. И една од причините за револтот кој што се концентрирува во тој период во 2011 година е токму, тоа не е случајно, тоа се процеси за кои што за жал не читаме и добиваме сосема поинака представа за тоа кој мигрира. И во тој период се случуваше, значи уште пред 2012 и пред 2015 јуни, кога УНХЦР прогласи официјална бегалска криза за население кое што доаѓа од Сирија како земја во војна, се случува, имигрираше сириско население со тоа што тогаш користеа или нелегални канали, или кога ги поминуваа границите, затоа што се уште може да добијат пасоши, емигрираа како економски мигранти. Јас сакам да прашам дали Сирија секогаш беше вака, затоа што има доста стати за Рака, каде што таму се објаснува дека Рака беше еден од културните центри во Блискиот Исток. Значи таму имаше големо движење на луѓе од Америка, луѓе од Австралија, луѓе од Западот. Значи беше на најпромислените места на Блискиот Исток. Ние забораваме дека претходно, пред да се случат овие војни, затоа што ако се земеме дека во 2002, после бомбардирањето на првите близначки започна целата окупација на Америка, па потоа со окупацијата на Либија и слично, се продолжи војната. Забораваме дека претходно Блискиот Исток важеше за секуларен дел од планетата Земја. Таму имаше доста секуларност, доста прогресивност, демократичност и слично. Прашањето ми е дали можеш да направиш паралел и кои бе индикаторите дека тој Близок Исток важеше за едно такво место, во разлика со сега кој е доминантен наратив дека на Блискиот Исток има само фундаменталисти, варвари, терористи и слично. Искрено, може би можела, но не знам дали би сакала да зборувам за тоа, затоа што како што кажав, не сум човек кој што се занимава со кој што разгледал прашања за безбедност, а се однесуваат на Блискиот Исток. Можам да кажам дека некои од работите што ги имам читано, затоа што и патува во Сирија со мајка ми и брат ми во 2004 година во Сирија на пат. Тоа што јас таму го видов воопшто не наликуваше никаков воопшто не даваше впечаток дека 10 години потоа ќе се случува нешто, дека имаше
дека имаше и тогаш, тоест дека се чувствуваше некаков отпор кон Асадовиот режим, да, но ако зборуваме за Рака, да не забораваме само дека Рака се наоѓа во близина на една од областите во која што најинтензивно се одвиваше еден од националните развојни проекти на Асад, а тоа е изградба на брани и интензивно земјоделско одгледување на памук и на одредени житни култури, кои што во услови во климатски услови во какви што постои Сирија, една од погубните одлуки, кои што понатаму под серија услови доведува до тоа дел од земјоделците кои што ги одгледуваат и работат на тие површини да почнат да мигрираат кон градовите. Се разбира, со ова или целиот овој разговор не е да се оцрнат одредени проекти за национализација и на земјоделското производство што Асад ги прави, туку да се посочи и на тоа дека одредени одлуки кои што се прават во Сирија во тој период на Сириската Арапска република, чија секуларност е една од доминантните одлуки, е да се развива политика на самоодржливост под притисок на Израел, под притисок на Саудиска Арабија и на земјите од заливот, наспроти Сирија, Либан и Иран. Тоа се исто некои регионални динамики за кои што јас не можам многу да зборувам, но повторно, таа политика на самоодржливост во однос на прехранбени производи, во однос на сето она што би значило јавно добро, се донесува во услови на геополитички игри и војни игри кои што се случуваат во регионот. Ме подсети се на прашање, затоа што беше во Сирија, да те прашам дали имаше можност да формираш впечаток за тоа, дали имаше мешање и поголема толерантност помеѓу сунитите и шиите, дали имаше меѓусебни бракови, дружења, организирани и слично во Сирија? Јас многу кратко, тоа беа 7 дена патување, но она што се сеќавам е дека прво немаше многу странци, но и како мал дел од таа популација на странски туристи кои што се движеа низ Алепо, Палмира, Дамаск, кои што возеа низ Хомс и Хама, едноставно немаше никаков проблем. Меѓутоа пак во самите сукови имаше некаква издвоеност во однос на тоа чија продавница се наоѓа до кого. Нормално самите градови, само заради тоа што зборувам за овие историски градови што ги посетив Алепо и Дамаск, стари градови кои што веќе постојат издвоени четврти, еврејска четврт, грчко-ортодоксна четврт или арапска четврт, но мислам дека тие работи за 7 дена искрено не се ни видливи. Не се видливи, но да. Baš ti rekote дека мултикултурно општество во Сирија постои, а тоа што аграрната реформа не успеа заради тоа што турците направија една од најголемите хидроцентрали брани, Ататурк, заправија водата и пуштат само вишок. И заради тоа се со Ататурк овај Реджеп Тајип Ердоган да влади со Сирија. А американците го поддржуваат многу бидејќи така му Насар беше многу близок со Советскиот сојуз, челниците на Советскиот сојуз. Не само со Советскиот сојуз, партијата на Асад директно го финансира. Хезбола, сам има негови врски со Иран,
И покрај тоа што АСАД во последните години се врти кон либерализација на пазарот иднатре во Сирија, че го приватизира Телекомот. Значи ова се случува меѓу 2005 и 2011 година. Че се приватизира Телекомот, се приватизираат одредени земјоделски површини кои што пред тоа беа целосно национализирани. Но и покрај тоа има ограничување околу тоа кој може да односно кој може да биде инвеститор. Значи има забрана за капитал кој што доаѓа од одредени земји. И дека токму тие ограничувања во таа либерализација на пазарот не одговараме на одредени структури во самиот регион, да ги забораваме земјите од заливот, каде што голем број од сунитското население се сели во 60-те и 70-те години под притисок од АСКИ. Може ми доаѓа на памет тоа што дел од доминантните наративи оди кон стереотипизација на бегалците. Па ќе може да пробаме да ги демистифицирам. Ева ако тргнеме, јас би се навратила само на дел од филмовите, затоа што мислам дека се извонреден пример за тоа колку секојдневниот живот може всушност да демистифицира одредени работи кои што за нас или кои што за некого од нас е и даденост. Ако тргнеме од првиот филм Старецот и Џихадот, не знам кога ќе го слушате зборот џихад на што размислувате. Сигурно не размислувате за старец кој што едва се движи низ својата куќа, пошто не баре при распад и разговара со мајстори, им помага на мајсторите да ја реновираат и да ја доведат во некаков ред неговата куќа. Затоа што и зошто насловот Старецот и Џихад. Во лингвистичка смисла тој збор значи борба, преживување. Значи имаме една сцена во која што имаме еден краток филм кој што преку една сцена гледаме што всушност гледаме на поинако значење за тоа што значи какво се значење може да има тој збор. Потоа, ако погледнеме, ако се подсетиме на оној наратив во 3 серии за дали режимот падна тоест како режимот не падна во Алепо, гледаме како една личност поминува низ 3 различни фази во текот на различни станите во самата Сирија. Значи, дури и во првата етапа или пак во втората етапа кога гледаме јасна приврзаност нејзина за одредена страна или јасност во однос на тоа кого таа препознава за непријател, веќе во третата фаза за неја непријателот е едно исто, затоа што таа веќе 3 години поминува низ истите проверки, низ истите контроли, само за да се движи од точка А до точка Б во незиното секојдневие. Потоа исто беше интересно малите со каде ќе ме закопа, дали со христијаните или со муслиманите? Да, закопајте ме со учиње. Мислам дека тоа беше една и од идеите зошто овие филмови од таа трупа Абу Надара, односно тој анонимен филмски колектив. Абу Надара значи човекот со очилата. Знам што е пак културна игра на зборови кој што влече од живови утопија. Нивниот јазик Абу Надара тоа значи човек со очи. Што е целта на солидарност и што значи добре дојде на бегалците? Значи, можем да кажем што за мене значи зборот солидарност, па можеби вие ќе... Не, зборот, целта на здружение. Целта е, мислам дека тоа го посочи во самото објаснување за кампања. Значи, добре дојде значи да подзастанеме и да размислиме за тоа
од што бегаат и кон што бегаат одредени луѓе кои што се во движење во моментот. Начинот тоа да го направиме за мене подразбира и да се осврнеме на одредени проблеми кои што и тука се случуваат во Македонија и кои што и во моментов, но и во иднина може да предизвикуваат луѓе да се движат надвор од границите на оваа држава и во одреден момент да се соочат со одредени рестрикции на нивното движење. Целта е да покренеме јавноста за тоа дека луѓе кои што доаѓаат од одредени места не ги носат задолжително со себе и сите стереотипи што ние ги имаме за можеби за тие места. Тоа значи да ги примиме бегалците кај? Јас мислам значи во моментов Македонија ниту има услови, ниту има, мислам дека тоа беше посочено претходно, ниту има систем за азил, ниту има финанси за да издржи некој таков запад. Она што треба да се размисли е како на една група луѓе која што се наоѓа на границите на една држава, а која што нема можност, значи обесправени се апсолутно, бидејќи се беспатни документи, како да не се остават да их угинат на границите или пак да станат цел на криумчари на луѓе кои што се занимаваат со или кои што профитираат од трговија со луѓе и со тоа да се буквално да се биде соучесник во нешто што за мене би било многу поголема катастрофа отколку. А кој му ги затвори границите? Мон? Кој му ги затвори границите? Јас сум на став дека ова што се случува во моментот на македонско-грчката граница е последица од лоша регионална политика за азил на Европската унија. Кој ги затвори границите? Дали Македонија и Европска унија? Границата на Македонија кој ја затвори? За тоа одлука донесува кризниот штаб при државата, односно кризниот штаб. Значи Македонија ги затвори, а не Европа. Македонија ги затвори. А не Европа. Влијание на Европа. На 17 октомври Македонија заедно со уште не ме држат, значи или октомври беше или крајот на октомври, крајот на октомври, 17 или 20 некој октомври, независно. Се одржа еден состанок со земјите од Балканот и Европската комисија. На тој состанок беа донесени 17 точки во кои што јасно се кажа кој е планот на акција во следниот период за да се намали бранот на бегалци или мигранти кои што се движат кон Европската унија. Она што за мене беше срамно беше што ниту една од земјите на Балканот не се спротивставија на некој од одлуките во тој план. А во тој план на кого да му се спротивстава? На тие со кои што разговараат, значи меѓусебно заедно со Европската комисија, значи Балканот треба да се спротивстави на Европа. Не само Балканот, не да се спротивстави. Зборувам да се обмисли дали одлуките што се донесуваат ќе бидат погубни за земјите од Балканот или нема да бидат погубни за земјите од Балканот. Значи вие практично одите на состанок, одите да разговарате на тридневен состанок и да донесете одредени одлуки за кои што знаете дека вие ќе треба да ги сносите последиците. Значи, не знам дали... Не, целта на вашата пропаганда која е? Што сакате да ни кажете на нас македонците сега? Вие со солидарно. Што треба ние да ги спасиме да не умират на граница? Ние македонците, што можеме да правиме? Може да не критикува, значи, она што може да критикува. Да, она што може да го направиме е да не го бараме виновникот во луѓето што се наоѓаат на самите граници. Тоа може вие да го, значи, можеме да ви кажем, ние она што го правиме. Тие што ја криват војната за почеток. Убаво преска го кажа Дејан поред мене, значи тие што предизвикуваат војната и што предизвикаа војната последните 4 години на Блискиот Исток, тие истите кои ги затвараат границите од Хрватска надоле.
И ние ќе бидеме директните виновници и тоа што кажа претходно, ќе ни останат нас бегалците во Македонија. Не дека ние не сакаме да ни останат или сакаме да ни останат, ние немаме капацитети да ги примиме и да им го дадеме тоа што Германија им го понуди, им рече дојдете кај нас. И се они нас не притискаат да и ние да ги затвориме границите и директно да бидеме виновници на луѓето што умираат на минус 15 доле на граница. Ето тоа е работата, значи таа е целта на кампањата солидарност да ги ангажира луѓето, пошто институциите не сакаат да се ангажираат и последниве 8 месеци се ангажирани исклучиво невладите организации кои поминуваат. И на притисок на невладите организации се донеси измената на законот за азил за тие да поминуваат 72 сата низ територија на Македонија. До тогаш они го умираат како кучиња по улица и не знаевме, ги гледаше како духови по автопат и не знаевме што е проблемот. И поради тој притисок, тие може слово поминуваат. Тој закон да не се изменеше, они како реки ќе ни умираа по улиците по патиштата. Че ние им дозволивме слободен проток, пошто ние не сме нивна цел да останат. Они сакаат само да поминат из Македонија. И друг проблем конкретно со ова е што Либан, земја која што има 4 милиони жители, има примерно милион бегалци, 1.200.000. Ирак, земја во која што има војна, има примерно 200.000 бегалци. Земјите што се најодговорни за војната. Катар има 4 милиона примерно. Катар има и Саудиска Арабија 4 Арабија милиона. моментално ги има затворено границата. Тоа е Да. Катар и Саудиска Арабија нема примерно ништо. Има. Саудиска нема. Саудиска Арабија е земјата што најмногу финансира така наречени борци за демократија. Саудиска Арабија нема примерно ни еден бегалец. Е сега бегалците што се останати во муслиманските земји. Значи посебно Турција, Либан и понатаму, тие според законите и исто во Катар има примерно само малку, според нивните работни закони тие немаат право да најдат работи за да останат. И затоа тие и бегаат во Турција и бегаат нагоре, затоа што не сака, нема кај да остане. Мислите дека они сакаат да дојдат до Германија да го поминат Балканот, а уво не ги боли. Они сакаат да останат таму кај што живее. Ако не може во комшиската земја, комшиската земја законот не дозволува. Знаете како работат од Индија, Бангладеш, од Цейлор, од Мјанмар, како бегаат да работат во Катар и во Саудиска Арабија на вие стадиони веќе играат за светското првенство 2020 година. И потоа нив ги прават робови. Не сакат ни да останат робови. Да. Многу едноставно, не знам која е целта на солидарност, ниту сум дел од солидарност, ниту ќе навлегам која е идејата на солидарност со пропагандата, ама прашањето го поставувате многу тенденциозно. Вие имате свое мислење, свој став, не го елаборирате вашиот став, туку сакате да го извлечете ставот по инаку на многу суптилен начин, што е малку невкусно, нема врска. Кој треба вината да се посочи? Факт е, ние сме банана земја. Ние не можеме, немаме ни многу одговорност, ниту може нешто конкретно премногу да преземеме околу цела ситуација. 8 милиони се раселени. Дел внатрешно, 4 милиони мислам дека се раселени. 11 милиони. Значи, вкупно 11. Од нив, да, од нив 6 Не, 8 се внатре, 4 надвор. Независно, 2015 статистика. Океј, значи факт е дека ние како земја немаме капацитет ни економски, ни било каков, ни политички за некои посериозни промени. Океј, тоа што може да преземеме е да не ги стигматизираме тие луѓе. И секој од нас може да се најде во таа ситуација. И сме се наоѓали во таа ситуација. Мислам, наши семејства, прадедовци слично се наоѓали. И од Грција кој бил екзодусот, и ред други слични, Југославија, еден тон такви проблеми има кои сите овде ги занемарваме. Значи историјата, затоа јас мислам дека луѓето ја игнорираме комплетно историјата и има тенденција константно да се повторваат работите, чисто ти игнорираме историјата. Понатаму уште една битна работа околу лицемерието на Европска унија и крупните земји западни. Велика Британија е соработник и со Турција, е соработник и со Саудиска Арабија. Во Саудиска Арабија е рај за ИЗИС, пошто владе шеријатско право. Например, пред известно време, пред месец дена, жена која беше силувана, доби казна 200 камшици месечини и казна затвор, помала од казната затвор која добија силувачите. А истовремено Саудиска Арабија е во Совет на Обединети нации во одделот за мир. Човекови права. Човекови права, да, човекови уште позаемливо. Значи, комплексни се односите за така едноставно ние да ги поставуваме прашањата. Не си кажав, јас се изземам која е идејата на солидарност, пошто не сум дел и не можам
да знам која е идејата, ама многу тенденциозно го поставивте прашањето како правоти да се толку едноставни, не се работи едноставни. Ама тоа што може ние како луѓе, не како македонци, како луѓе, пошто не може да се идентификуваме само како нација, туку како луѓе пред се, може да не ги стигматизираме тие луѓе и да не му правиме дополнителни тортури. Сега дали има меѓу нив и луѓе со вакви или онакви намери, намерите се дискутабилни, делата се мерни. И тоа за почеток може да не ги стигматизираме и да не се делиме додатно. А сега конкретно кој чекори, и јас не знам, немам одговор. Извинете ако е малку агресивен, ама многу тенденциозен би беше. Одговорот кој е вашиот Пристап. одговор? Како да се реши тој проблем, што можат македонците да направат за да му се помогне на тие луѓе? Значи, во моментов делот доколку вие имате интерес во моментов да помогнете, можете да донирате. Значи има неколку начини. Еден е наједноставниот за мене, кој што само одржува некој статус кво, но ако ништо друго има хуманитарна цел, е да донирате директна помош. Тоа е еден. Начинот на кој што мислам дека треба дополнително да се работи е да се инсистира на поинако, на изградба на поинако систем за азил. Во кој што она што сега го гледаме дека се прави, а тоа е да се сведе националноста на некој од националноста како критериум за овозможување заштита на оние луѓе кои што се наоѓаат на границите, да се избегнат. Затоа што тој реално не ги опфаќа причините заради кои, тоест не одговара на причините заради кои не одговара на структурата на групите кои што во моментот се наоѓаат на границите. Доволно е како пример, ако ја земеме само Сирија, доволно е како пример да се посочи на тоа дека во самата Сирија има 160.000 жители, група население без државјанство. Значи тоа се луѓе без документи. Потоа во самата Сирија до почетокот на војната, на граѓанската војна, имаше околу 200.000 бегалци. Дел од нив од Ирак, дел од нив од Афганистан, дел од нив баратали, прифатени баратали за азил од Судан, од Сомалија, и кога никој ќе се запраша од каде се овие луѓе на границите, значи, да не помислуваме дека националноста може да биде основа за некој за дозволување или одобрување на некој таков статус. Тоа и третото, она што мислам дека ние, не мислам туку она што се обидуваме ние да го правиме, е оној вакуум кој што се создава во моментот со тоа што тенденциозно се објавуваат само одреден вид на информации, тенденциозно се профилираат одредени видови на наративи за тоа кој е на границите, зошто овие луѓе се на границите, од што бегаат, е да разговараме за овие работи. Значи, во оваа кампања ние, освен тоа, немаме интенција ништо друго да правиме. А дали ќе има втор чекор, дали ќе има втора фаза, останува да помислиме во следниот месец. Но, како што спомнав на почетокот, она што го воочив како еден од членовите на новаа работна група, беше дека токму заради таа тенденциозност и доминантност на одредени наративи кои што прикрива одредени приказни, кои што сакаа да ги представат тие луѓе, но и проблемите во самата Сирија и во регионот на одреден начин, не беше поволен. Тоест, единствено нешто за што беше поволен е да создаваме повеќе омраза и поголема стигма. Едно од најпопуларните стигми беше баш добро објаснето во филмот "Затоа и го одбравме". Ако памтите, Чупета во првиот дел од филмот зборуваше како сака да си оди од земјата, да извади пасоши, и ако сака да си оди не може, затоа што институциите во нејзиниот регион не работат. Ако сака да оди да извади пасош под некој друг дел од земјата, е окупиран од ИСИС. ИСИС не може да издава пасоши, институциите во нејзиниот регион не работат и таа треба да бега без документи. Значи да саката не е можност да извади
точни документи. И нормално целиот свет и популарен наратив ќе стигматизира па нема документи, таа планира нешто друго, затоа не носи документи и слично. Како живеела без документи. Ова? Како живеела без документи да е здравствено нешто не плаќала ништо не. Здравствено не функционира кога се вади пасош. Пасош треба за да поминеш на граница, не можеш на карта. Се мора некои документи да докаже јас сум тај. Да. Они кога бегале, значи Многу Македонија без документи што живее. И Да. може има сега неколку текста напишано на интернет на регионални портали за тоа по кои рути они бегаат. Значи првата рута сите читавте за тие што одеа преку Средоземно море до Лампедуза, до Италија. Таа рута они им ја затворија. Потоа почнаа да одат преку Ирак, значи под северните делови на Ирак кои се тука до Турција, од Турција до првите грчки острови тука што се Лесбос и компанија. И сега плаќале по 1200 до 1500 долара од човек и им давале, некои изимале, некои не изимале фалсификувани пасоши, затоа што ИСИС им ги одзимат пасошите, или ама види, има еден момент, немаат сите луѓе, значи јас имам пријатели од Грција, пример кажано. Нема секој грк пасош, нема потреба. Ја имав пријател до 28 година нека не почна врска со Македонка, немаше пасош, не му требало да испада од Грција. И сиријците беа истиот случај. Значи работа со сиријците истиот случај биле они. Че морале да земаат или фалсификувани пасоши, или да им ги одзимале полиција на граница, зависи каде оделе, и морале со документите, емигрантски документи во местата, значи камповите во Турција што прва ги прифати, со тие документи се обидуваа они да преминат во Грција. Тоа бил единствен документ кој имаат. $200 од кај му се вика, ја документаци ги продавале куќи, Да, земат. да. И јаки би куќа да го имат. Истински имаш многу луѓе што ти ја купат. Немаш ти војни профитери, имаш војни профитери. 2012 година, тоест 2011 кога почна првите протести, кога борбата практично беше меѓу слободната сиријска армија и режимот на Асад, беше сконцентрирана таа борба. И во тој период оние што се иселуваа луѓе и никој не се надеваше дека тоа што ќе се случи ќе стигне до овие размери. Добар дел од луѓето што тогаш се иселуваа од Сирија се населуваа во Турција или во пограничниот регион или одеа во Истанбул, Анкара, затоа што во првиот период од почетокот на сириската криза, значи до неодамна беше можно во Истанбул со сириски пасош да имаш право на работа, што како барател на азил или како бегалец не можеш да го правиш, што треба да чекаш за дозвола за работа. И во првиот период од почетокот на самата на граѓанската војна беше можно да се продават. Денес во Дамаск само во одредени делови се води војна. Во останатите делови од Дамаск животот тече безпрекорно. Да, значи има делови во Сирија кои што се под контрола на ИСИС и таму ИСИС ја има, тоа и Клер го спомнуваше. ИСИС ги контролира недвижностите. Значи таму не можеш како единка да продадеш имот. Но на крајбрежјето на Латакија, кој што е под контрола на режимот на Асад, во Дамаск, тоа се се уште места каде што можеш да тргуваш со недвижност. И не само со недвижности, туку има се уште функционални банки. Значи, и покрај тоа што е војна, да не ја замислуваме војната налик на оние фотографии кои што постојано ги пуштаат по доминантни медиуми. Погледнете на YouTube, например, некој од места. И ја лепо, иако сега е разрушен, има живот, има некоја во одредени делови од државата, да. Во одредени делови од државата. Имаше разлика меѓу обично тимове другар што работи во Гевгелија, таму писаре од тој прифатниот центар, вика дека обично сириците што бегат со документи, со лични карти, со било што. Проблем се тие што бегат од Афганистан и од Бангладеш, тие бегат тотално без документи,
Обично е разликата од тоа што овие се сириците се генерално поштени луѓе што бегат затекнати од војна и што бегат од мака. А голем дел од тие што бегат од Афганистан и од Бангладеш се луѓе што бегати со оружје, со они бегати со палки, бегати со ножи и најчесто инцидентите што се дешаваја на граница беше кај што афганистанците ги напаѓаат сириците за да му ги земат пари. Тие од Афганистан има голема разлика меѓу тие што бегат од Афганистан и тие што бегат од Сирија. Зашто ако условно може да се каже така џганот на тие што бегат е оттаму од Афганистан. И тие дури и сириците се жртва и на тие што се од Афганистан што само сакат да ги оплячкат. Нели имаше многу често на вести дека има пресметка со ножој во меѓу самите бегалци. Обично скоро секогаш напаѓачите беа афганистанци, а жртвите беа сирици. Тоа е точно, но ризикуваме да навлеземе повторно у стигматизација на сите афганистанци. Не, јас не викам на сите, зборам на Да, никој може да свати погрешно. Но сега да, многу од нив точно се афганистанци, прават проблеми и не се однесуваат најпримерно да се каже, но многу од афганистанците пак бегаат од војна, многу бегаат од талибанците, кои што ги сметаат за предавници само заради тоа што зборуваат англиски. Ти во Афганистан збориш англиски, значи ти си шпион на ЦИА. И бегаш да си го спасиш живот. И бегаат пак деца, фамилии, значи и да не забораваме дека овие настани, ако добро ме држи сеќавањето, се поделби кои што настануваат токму заради одредена привилегираност што им беше давана на одредена група врз база на нивната националност наспроти друга група. Например, тие напади помеѓу афганистанци и сирици се случија во периодот откако Германија кажа ги отвараме границите за сирици. Во моментов она што се случува на границата меѓу Македонија и Грција, односно Гевгели и Домени, од страната на Грција кај Домени, се случува во моментот кога се донесува одлука да се пропуштаат само ирачани, сирици и афганистанци. Значи, во тој момент не се случува конфликт помеѓу сирици и афганистанци, туку се случува помеѓу ирачани, иранци се извинувам, пакистанци, не знам, имаше и еритрејци, но она што сакам да го поентираме дека нови социјални поделби се случуваат во момент кога се воведуваат нови критериуми и категории меѓу самите луѓе. Како услов до нешто за кое што некој сонува. Од позиција во која што едноставно немаш друг избор. Сакаш да преминеш границата, сакаш да преминеш кон нешто што може би ќе ти донесе поинако денес, затоа што не знаеш и не можеш нешто поинако да замислиш од тоа. Едно од најпоставуваните прашања, најдоминантните прашања, зошто 70-80% од бегалците се мажи, здрави, зошто нема толку жени, зошто нема деца, тоа е едно од најдоминантните наративи во медиумите. Значи не е бројка, значи видлива е последниот извештај на статистички податоци што ги имаат за влез, кој влегува кој транзитира низ Македонија, мнозинството 60 и нешто пусто точно се машко население. Војно способно. Можем собствено искуство да пренесам од разговор со неколку сирици во Истанбул, но и се повикаме на еден од содржина од еден од филмовите што ги гледам. Ќе почнам со личната прика. Во разговор со неколку млади кои што имаат емигрирано од Сирија во Истанбул, не знам сега каде се, ова беше ланската година, ми кажа дека намерата е секогаш да оди прво машкото население. И тоа или возрастни мажи, доколку се работоспособни, за да постават услови по кои што потоа ќе дојде синот, исто или по некоја рута која што не е толку безбедна,
со цел да има двајца работоспособни кои што ќе можат да заработат и да ги пренесат и сопругите или децата со авион, за да не ги изложуваат на овие голготи, каде што често и се спомнува допред некој месец практично нелегално требаше да се движат низ територија на земјата, или пак не знаеш, не можеше со сигурност да каже дали ќе им биде дозволен премиј. Другата работа за која што сакам да потсетам, ја раскажуваше девојката во оној серијал од филмови како режимот не падна во Алепо, беше дека доколку сакаш од други вооружени групи, ИСИС или некои други опозициони групи, тогаш ти си приморан да служиш војска за нив. Доколку не служиш војска за нив, си екзекутиран. Зато со време или се заробен. пријавиш во армија. Значи, бегството од таа ситуација ти е или одиш се бориш со Асад, против кого ти како млад човек е многу веројатно и да си протестира. Затоа што младите беа една од популацијата во Сирија која што ја предводеше заедно со урбаното сиромашно население, ќе предводеа протестите во 2011. Всушност протестите се засилија во момент кога воените сили, војската на Асад отвори оган на млади кои што црта и испишува графити во Дара, во еден од градовите во Сирија. Мила, ако дозволиш да дополнам само, пошто зборувавме преска дека доаѓаат бегалци од субсахарскиот дел, значи од Еритреа, Јемен, Западна Сахара и така натаму. Истиот случај се случува на присилна мобилизација, како и во Сирија. Случај во Еритреа, со тоа што во Еритреа секој способно машко население, значи измеѓу колку таму, меѓу 18 и 45, кај нив мора да служи војска. И младите кои оделе да служат војска, после мобилизацијата не ги праќале во касарните, туку ги праќале директно да работат во родниците, кои се пак раководени од канадски фирми и кои што излекуваат цинк, железо и бакар, кои се скапи на пазар. И фактички тука се прави една поотворена форма на робовладетелско општество од страна на финансирано од страна на државата. Затоа и тие исто се војно способното население бега и од Еритреа. Имавте прашање пред таблото? Помина? Гајан, ти имаше коментар? Што за да река, ајде, ако не мислес. Поентата беше кратко политички без бројки, како се создават тие, како и прво нарушиш земјата, се создава вакуум простор, а некој кој му убие на цела фамилија, најлесно е да пребегне во било која радикална група, пошто има омраза која треба на некој начин да исканализира. Така настануваат тие групи. Освен и што има вмешани странски интереси што ги финансираат тие групи како ИСИС од почеток, пошто дел беа агенти и платеници се, да не мисли дека сите се джихадисти што работат чисто волонтерски, огромен дел земат плата од нив. И нареден чекоре, овие бегалски групи, една од теориите зошто, например, се вршат и нападите како тие во Франција, меѓу другото и за да се створи аверзија, омраза кон бегалците. Со таа цел, пошто кога имаш исламофобија и кога ти таа група која моментално е ранлива, изгубила фамилија, изгубила финанси, изгубила стабилен живот и сите услови за стабилен живот во својата земја, е многу ранлива и со таа група лесно се манипулира. На тој начин ИСИС ќе може да прогласи дека муслиманството е во војна со западниот свет и на тој начин тие групи би се приклонили. Идејата на ИСИС меѓу другото е дека тие групи после би се приклучиле кон ИСИС. А ако се земи статистички колку муслимани има во... Јас сум нерелигиозен, инаку не ми е ни намера да брана ислам. Колку има муслимани во света? 1,6 милиарди. Најголема муслиманска земја е Индонезија. Најголема Индонезија. ИСИС и тие групи колку се? 400.000? 500? Купно со се остаратите радикални групи на тој район. Статистички, ако рачуна да дудри математика колкав процент би били од муслимани. Во секој случај не, поентата ми е со односот го кажувам математички, за да се потенцира дека со самата исламофобија ние ги создаваме таквите како ИСИС показ.
И уште еден битен момент. Од овие сега бомбардирање на кое што сега се приклучи Велика Британија, претходно Франција која доби избор со нападите, да, ама после официјално како е саќе се одмазниле со подпис Love from Paris. Вика, со сите тие напади, ИСИС може да ќе се уништат во значаен дел, ама за 5, 6, 10 години ќе се јават нови како ИСИС. И нови. И борбата против тероризмот е една вечна борба од која вечно се профитира. Филозофски кажаност. Уште еден дел во тој со границите зошто се затварат или зошто сака да се направи некој поголем инцидент. Затоа што ИСИС се рачуна како религијски светилник и стварно нив не му е добро, не му е изгодно ни во пракса, не му е ефикасно ако луѓето од Сирија и слични земји на нив бегаат, а не се приклучуваат кон муслиманското братство. Ако се створи една ксенофобична Европа која ќе ги затвори границите, бегалците ќе му многу потешко да бегат или ќе размислат повеќе пати пред точно лесно да си одат низ оваа транзит рута. Кој ќе ги затвора границите, исински има поголема можност за маневрација и за мобилизација. Во еден од написите, единствениот напис од кај што е преведен на македонски јазик, тоа не го спомнахме, таа престана и да известува од Сирија, односно се повлече целосно од Сирија, кога еден од нејзините најблиски соработници и екзекутиран од ИСИС. И во сета тага, за која знам дека поминуваше, во текст што го посвети на нејзиниот колега, каже една фраза дека тоа што се случило на нејзиниот колега е неправилно. И дека единственото нешто што во овој момент може да го каже е дека ако политиката значи дипломатија, секаква воена интервенција, односно секаква војна исклучува дипломатија. И ова го кажам за да се надоврзам на некои ставови кои што во моментот во екот на овие нови најави за уште поинтензивни бомбардирања се јавуваат во поддршка на ова што го зборуваше, е дека поддржуваат политичко решение, дека понатамошно милитаризирање на ова што се случува во Италија нема во Сирија, нема воопшто да му помогне на локалното население, кој што веќе препознава дека одредени структури во кои што верувале дека ќе може да го сменат режимот на Асад, нема да го направат тоа. И наместо да се создаде простор на тоа население кој што е останато во самата држава, или пак на население кој што излегува, за да може некако политички да се организира, а не да се изолира во кампови и прифатни центри, дека едноставно мора да се работи на создавање на тој простор. Ако тоа не се направи, дека државноста на Сирија, која што и веќе е доведена во прашање, воопшто на нејза не треба ни да се размислува понатаму. Само што војната е дојдена во таа фаза кај што не може да се испреговара мир. Војната е дојдена во таа фаза кај што мир не може да се испреговара и е нужно едната страна да биде поразена тотално во војната. Не може да се преговара затоа што не може да се да биде преговара притисната во ќоша за да мора да капитулира едната страна. Не може да се преговара затоа што во моментот војната не се случува само во војната не е меѓу страни во Сирија. Војната е меѓу Ердоган против Курди. Војната е меѓу Израел и меѓу Сирија, затоа што Израел од 2015 од летово почна да прават нови напади врз Голанската висоравнина и Израел директно координира напади заедно со Ал-Нусра како спинов на Ал-Каида. Зборам за страните во рамки на Сирија, зашто страни во рамки на Сирија се државна армија, така наречени умерени бунтовници, ИСИС и Курди. Тие се четирите страни во Сирија во војна. Но има соработка заради тоа што Русија почнува да ги напаѓа опозиционите сили кои што не се ИСИС, не се ни Асад, сега тие сили соработуваат со ИСИС. Во одредени региони за да одржат ова се. Значи тие сили не се воопшто умерени, тие сили што се наводно многу се насмеа во моментот со видеото кога кажа просекуларни и продемократски, значи според мене тоа
врска нема. Скоро цела опозиција која не е ИСИС е исламистичка. Само ше умерена во споредба со ИСИС. Умерено значи во тие услови Ал-Нустра ше локална бранша на Ал-Каеда. Значи нема умерени таму. Таму единствено умерена и правилна страна се курдите, што се борат за своја држава, и Асад е помалото зло во И до приказната. некаде Асад. Асад не сите три страни настрана од курдите се зло, Асад е најмалото зло и е најдобро за ситуација, според мене најдобро за ситуацијата е така наречената демократска опозиција ИСИС да бидат тотално поразени, да бидат сперани в ќоше и курдите да добијат некаква автономија кога режимот на Асад би преживеал. И кога би преживел, кој гарантира дека не би... Никој не гарантира. Ама чекај, има една гаранција. Ако Асад падне, ако овие победат исламистите, тогаш е гаранцијата дека сите што не се сунити во земјата одат јабано. Тоа е гаранција. Комплексни се, ама јас не знам. Лично не фаворизирам помало или поголемо. Наместо војна интервенција треба да престане да доаѓа и оружје, треба да престане бомбардирање, значи треба Значи, целиот народ ИСИС први треба да го умре. Да. тоа. Така ќе биде. Идејата ќе правиш да имаш И сега заклучок на солидарност е Македонија да се солидаризира со Европа и да не му дозволи на бегалците да влезат. Дали солидарност има идеја, вашата намера со вашата пропаганда од Македонија? Македонија солидаризирайте се со Европа и спасете Европа од бегалците, не им дозволувајте да влезат, дали е то, или обратно. Дали, добро, ако не е то, тогаш пуштете ги да поминат за да влезат во Европа и така да се спасат бегалците. Дали е то? Привремено, да. Значи, вашата Тоа пропаганда е... Тоа треба да биде придружено со стоп за секакви воени интервенции, надворешни воени интервенции, кои што се базирани на подржување на одредени групи кои што пред самата граѓанска војна во Сирија немале никаков политички легитимитет. И со тоа директно да не се наблегува во уништување на државноста на една земја. Носител на државноста не е за мене режимот кој што бил на власт во моментот кога се појавила граѓанската војна. Туку населението на таа земја. Значи, јас не мислам дека решение е само да се понуди привремена заштита и помош на бегалците. Тоа е нешто што мора да оди заедно со некои политички одлуки кои што нема да маскираат окупација или пак напад со хуманитаризам. Односно, нема да произведуваат милитантен хуманитаризам. И друга работа по странската интервенција, тоа што мене ако веќе збораме за антиимпериализам, многу ми смета, најголема галама се крена кога Русија интервенираше. Да. 5 години има странска интервенција, Америка фрла пари, фрла оружје, Франција, Германија, Саудиска Аравија, Катар, Обединети арапски емирати, тие демократските земји фрлат оружје, цело време финансират. Никој не реагира така жолчно, а цело време има странска интервенција, влегва Русија и потоп свет. Мислам, тоа е удирање на помалото зло наместо на поголемото, зашто ако веќе зборам и геополитички, моментално дури и во однос на сириската војна, Русија е пак помалото зло отколку Америка, според мен. И по колку оружје има дајано, и по колку средства има фрлено Русија, реакцијата на, уствари, интервенирањето на Русија, колку јас да го неќам Путин, а го неќам Мич, интервенирањето на Русија е само реакција на тоа што Западот го прави 5 години. За мене Западот логиката која што ги поддржува двете одлуки е неприфатлива. Значи, збораме чисто за геополитика и реалполитика, не дека Путин мислам дека лошо влади со неговата земја, ама ако збораме во таа геополитичка смисла, не може на сите наеднаш да му смета Русија што влетала, а пред тоа да не му смета тоа што Америка фрла тешки пари, или што Западот и овие емиратите фрлат пари во Сирија да финансират бунтовници. Така те нешто прашаат. Да, прашаат за бегалците. Како ќе објасните 17 македонски полицајци што беа повредени бегалците? Тоа ако беше во Америка, на мексиканско-америчка граница, ако фрлеа 2 камења, ќе беа мртви.
нашите некои завршија болница и уште седат на граница и уште се толерираат од бегалци. А некои гледа видеото, еден куп канонада од камења се фрли. И секој ден се фрли. Со Јас кого се имам сулар што солидаризирате уште доди да заврши болница. Може. Од човек што бил присутен на граница, јас. Добро. Да, значи, пак ќе кажем, мора да се согледуваат сите фактори кои се во прашање. Имаме бегалци кои што бегаат од војна, бегаат од сиромаштво, лудило минат, кинат чевли, продаваат се, парите, плаќаат ова, она, стигаат до граница. Ама јас ни во Германија не видов да фрлат камења, ни во Австрија да фрлат камења. Може да стигнам до поентата. Границата им беше затворена во Македонија со подликава жица, точно по домино ефект од Европска унија, точно, но им беше затворена во Македонија и во Македонија први беа тепани од полиција која што не може да која што не е спремна да се справи со бегалска криза бидејќи нема тренинг. Полицијата во Македонија прво имавме 300.000 бегалци, не зафркавајте сега. 300.000 бегалци не се појавуваат у една точка во даден момент, туку тие идат секој ден, еден по еден минуваат. Значи, полицијата нема услови, нема тренинг и немаше тренинг и нема услови за работа, бидејќи полицијата као работници имаат не многу добри услови. И бегалците имаат многу полоши услови. Бидејќи се мачени, се тепани, им се затвора граница со бодликава жица. И дома бегаат од војна и апсолутно не го оправдуваме тоа што ја напаѓаат полицијата, но тоа произлегува од некоја си тортура што они во главата ја претрпеле. Јас колку што знам дека И чекај. Како? Јас колку што знам само 10% се сириски бегалци. Од сите сириски бегалци се кои? Многу повеќе се Не може бегалец со 50.000 да стигнам до поентата. Вие сте информирани. 1.000 евра таму како дошол. Да стигнам до поентата. Може, значи продаваат се за да стигнат. Вие сте информирани дека тие му дават пари за тоа е можно. Да завршам зашто се повредени 17. Вие сте слушнали дека 17 македонски полицајци се повредени од камења. Збориме полицајци со опрема, со штит, со шлем. Дали се информирани колку бегалци без патики, без ништо се умрени, мртви, се повредени на таа граница, киднапирани. Значи, многу е лошо што македонските полицајци се повредени. Тоа е ужасно. Но ете, бегалците меѓу себе се повредуваат. Бегалците Некои грците мора да и полицијата некои мора да интервенираат со оружје. И полицијата ги повредува бегалците со шок бомби, со солзавец, со пендреци ги имате пана, значи со пендреци и со камења ги имате. И грчката полиција сега влезе пак и они ги натепа. Да, значи, бегалци имаше градската граница што се преминува, таму и со пиштоли, јас гледав филм и го гледав, со пиштоли. Каде тоа? Ова е ствари војската ја пуштеа, ако требаше да интервенира таму. Каде? Во Америка. Така ќе ги остави. Ако фрле американски полицајци. Америка има најбрутална полиција во светот. Така ќе ги остави. Значи вие велите дека ако американската полиција е звер и убива луѓе, дека и нашата треба да убива луѓе. Тоа ми го кажува? Ова е господјата што кажуваше американката, врска немот и на ние светски медиум не беше пренесено дека на 17 македонски полицајци беа настрадани, туку беше скриено скроз. И како настрада, дека еден куп канонада камења се фрли од тие што дојдоа со кај Да го постави прашањето Беше, може да најдеме линчеви. Да го постави прашањето затоа што посочи тука гледаме одредена информација. Што се случува таму. Не знам дали е достојно да кажете дека немала врска или... Добро, факт е дека се тенденциозни тие медиуми. Имаше. Да, значи се согласувам со вас дека медиумите си ги вртат работи како сакат, особено тие што се по владење на Америка или на Западот. И нас не прават монструми, а тие се 10 пати полоши од нас. Тоа се сложено. Али решението не е да бидеме ние поголеми монструми, како што кажа и тој. Во однос на повредените полицајци, од другата страна сега точени луѓе. Ако вие сте
умре за јадење, премногу гладен. Има парче храна, па ќе отепате се што треба пред вас да го земете, за да земете таа храна. Значи треба да не степа, така? Значи треба да не отепат пошто. Тоа се очекува. Не може да очекувате дека тие ќе работат етички, морално и правилно. Сега да кажам, значи, дали знаете колку деца се удавени во Егејско море? Значи, патот на... Добре, и тие се родители, значи, оставиле деца. Некој од нив има приказни и ги заборавиле децата, по 10 луѓе имаат фамилија. И се наоѓаат после, не знам, 500-600 километри, се нашле, ги споиле фамилија. Значи, има околу 3000 деца кои што се удавени во Егејско море. Мислам, таа информација никоја нема. Значи, насилството го осудивме ние, веднаш, тоа да се знае. Тоа, мислам, не е. Меѓутоа, треба да се гледаат и некои други работи. Луѓето не сега да останат у Македонија. Не разбирам зошто сме ставени у позиција да браниме политика на Европа, која што има околу 500 милиона луѓе и која што без никаков проблем може да прими 5 или 10 милиона луѓе, вака буквално, и тоа Шпанија 50 милиона, Италија 55, Франција 60 милиона, Германија 90 милиона, Полска, Букава и Англија. Тие се најголемите земји. Значи, они прават, значи, не прават проблем. Германија приме околу, не знам, од 500 до 1 милион луѓе. Значи, не е никаков проблем да се примат тие луѓе, да се згрижат и веројатно преку некои програми да се смири војната и да се вратат назад. Ние во Македонија, значи, освен што и јас се согласувам дека нашата одговорност е крајно, немаме одговорност, освен што праќаме исто така и ние војници по светот кај што има војни, ние на некој начин индиректно со наша војска присуствуваме таму и ја не знам што правиме. Допринесуваме или не на некакви војни. Меѓутоа и на страна тоа прашање, кој што рековме, Сирија 20 милиона, 10-11 се разместени, во Турција има околу 2 милиона луѓе, Либан милион, Јордан 1 милион. Само да речам, за Европа не е проблем да згрижи таква бројка на луѓе. Ние како Македонија не можеме ништо друго да направиме, освен да им олесниме на луѓето. Луѓето не сака тука да останат. Мислам, ние не правиме ништо, освен што викаме границите да бидат отворени. Бидејќи, ако границите почнат да се затвараат, нема да се затворат само за тие луѓе. Утре ќе се затвораат и за луѓето што се од Балкан. Тоа сме ние. А ние 15 години ја молиме таа Европа да ни дозволи да идеме и да по 3 месеци да без виза да прошетаме. Значи, тоа што се затвара границата не е само некаква одбрана на Европа од тие луѓе која е тотално безсмислена. Едноставно луѓето ќе стигнат до Европа и тоа ќе го гледаме. Можно е да шенгенскиот договор пропадне. А ако има граници, што да значи дека ќе има повторно политика на визи, а таа ќе се однесува и на Македонија со сигурност. Таа што Не смееме да забравиме уште еден момент на лицемерието на Европа, кога Германија почна да ги прифаќа бегалците, Германија бараше да се одреди квота која земја колку ќе прими. Знаете дека многу земји кои се учесници на таа војна во Блискиот Исток и во Ирак, како поддржувачи на Американската алијанса, и во Сирија, рекоа не ќе да примиме. Посебно Британија, која е првиот хушкач и продавач на оружје во Сирија, не рече не сакам да примам. И што им правеа на Кале, на тунелот ги враќа како кучиња ги тепаа. Значи, јас имам пријатели и роднини, мој браточет прв во кој иста куќа живеам, работи доле на Богородица. Први основно бројката од 17 не е точна, помалку, ама не сакам да шпекулирам. Втора работа. Македонски полицајци. Значи јас да имам друга бројка која е помало, ама сега да не зборуваме за тоа.
Самите полицајци викаат, луѓето се гладни, бедни, револтирани и прво ти вика, неќам да ти влезам у земјата, ти останам, сакам да поминам, пушти не може ме. да дочекат ни пропуштат се, дали треба да И полицајците од друга страна се притиснати. И полицајците се притиснати, има страшно лош менеджмент во полиција, они страшно лошо се платени, страшно лоша опрема има. И сега тука се полицајците и од друг аспект не можам да ги напаѓам, значи има и кај нив идиоти што сакаат да тепаат и тоа сум го видела со своји очи. Јас сум се расправала со нив што работев со бегалците и во Велес кога поминуваа, кога уште законот не беше сменет и на граница кога беа. Кога почнаа се групираат уште на автобус на железничката станица во Гевгелија. Значи има некој што стварно сака да тепа, пичка во материна, ѓубре ваков таков, а нема врска. Има некој негов колега му вика, чекај бе човек, него гледаше отепање, трудна жена, дете носи, не ти е тој опасност. Значи, нашиот момент и моментот на господинот што стално прашува што е поетната солидарност. Солидарност е да се хуманизираме со нив, да им помогнеме со помалку жртви, да не бидат гладни, да не бидат боси, да поминат низ Македонија. Да поминат. И кои ќе застанат од нашата страна на државата, кај што таму не ги пуштаат. Како солидарност ја им ја отвори европската граница за да поминат? Солидарност не може да ни отвори европската граница, но може со ваквите кампањи и со ваквото ширење на висока свест да влие на политиката на Македонија да престане да биде марионета во раците на Европската унија, затоа што ние пак сме марионета и бафер зона и тука тампон зона помеѓу нивните интереси и бегалците. И па сега, има ли момент да престанеме да бидеме марионета? Викаме доста фала. Нема. Значи спасението. Ние не сметаме дека нема. Добре, ние не сметаме дека нема. и нека си останат тука, се додека Европа не ги прими. Не сакаат да останат. Зошто тоа? Не сакаат да останат, сакаат да поминат. Не можат да останат на поле. Македонија кој горе на табанот ќе застанат во Србија. Кој реши ние тоа? Тоа е многу интересно прашање. Кој реши ние тоа? Што е најдобриот пат? Ќе биде многу интересно да се види Србија да ни направи над зид, што ја не верувам дека се случи. Значи, она што е процедура некоја, во момент кога некој сака да премине граница без документи или пак тврди во моментов, пак ќе почнеме во моментов, на сила е закон за странци и за азил, според кој доколку некој или затече на територија на Македонија без валидни документи, му се приближи на полицајци, му каже дека има намера да побара азил, значи не да бара азил, има намера да искаже или да поднесе барање за азил, тој има право 72 часа, во период од 72 часа да ја напушти државата. И за тоа му се издава документ. Со тој документ тој има само право да користи јавен превоз и во случај на итна некоја медицинска потреба да се појави во болница. Доколку тоа се случи на граничниот премин, значи на влез од Грција во Македонија, на јужниот граничен премин, тоа може да го направи на првиот граничен службеник што ќе го среди. Откако тоа ќе се случи, во моментов така се поставени работите на Табановца, на Гевгелиска, на граничниот премин кај Гевгелија, секој кој што влегува и кој што искажува намера за барање азил, поминува низ транзитниот центар во Гевгелија, каде што дополнително им се нуди некаква помош. Никој, значи, по тие 72 часа, доколку некој со таа дозвола биде фатен на територија на Република Македонија, тој ќе биде депортиран. Значи ќе биде ставен на првата граница од државата. Доколку има документ или доколку ако нема документ, истото ќе му се случи практично. Кога ќе застанат на Табановци и нема да можат да поминат, ќе останат во Македонија. Како солидарност? Нема да останат во Македонија. Не остануваат во Македонија. Ќе тебе нема да ги пуштат исто како Кој нема да ги пушти? Па Србија нема да ги пушти. Се депортира во најблиската земја. Како? Се депортира во најблиската земја од која што се предпоставува дека влегува. Значи велите пуштете ги до Табановци, ако не ги пуштат србите, ќе ги вратиме назад на граница. Тоа е вашата идеја. Не е тоа наша идеја, не знам зашто манипулирате со начинот на кој што ја се изразувам. Јас во моментот ви објаснувам една процедура во која што шансите некој
кој што ќе влезе во државата со таа привремена, со тој документ што му гарантира привремен, не ни престој, Слободно движење, користење на јавен превоз. Привремено движење, за да не се криминализира и да не се става во затвор, привремено движење низ државата, дека шансите да остане во оваа земја се нула. Како? Значи, има процедури за депортација. Да се вклучам како човек што бил присутен со бегалците. Не, збирате само еден по еден, и вие сте слушали. Ама што го ширите одговорот, кога ќе застанат на Табановци и Србија нема да ги прими. Тогаш, што ќе правите со толку илјади бегалци и вие што предлагате од солидарност? Вака, како јас како член на солидарност и како човек што е присутен на граница. Тоа што го кажа со документот 72 часа после ќе ги депортираат назад. Значи, полицијата и војската. Значи, ние сме македонската Каде назад? полиција Каде назад? во Грција. Значи да ги пуштиме до Табановци да прошетаат 72 часа да поминат по Македонија и после ќе ги врати полицијата назад. Тие не може да ги задржат на граница, ќе ќе јадат полицајците, вие велите ќе ги вратите назад. Не, ја не го велам тоа. Јас ви велам дека ако сака македонската полиција, може да им го направи тоа. Јас сум против. И треба да се дискутира. Интересно е прашањето дали е најпаметно бегалците да транзитираат преку Македонија или да одат преку Албанија. Значи тоа треба да се дискутира во меѓународни кругови со луѓето што работат со тие бегалци, што имаме мрежа ние. Море, вие дојдовте вечерва со пропаганда, добре дојде на бегалците. Со таа пропаганда вечерва овдека настапивте. И ние македонците треба да ни убедите да ги примиме дома, да ги нахраниме, за да ја спасиме Европа од нив. Напротив, значи, јас не планирам нив да ги задржувам во Македонија, ако они тоа не сака, Никако. Значи, многу лошо сценарио било за мене, они да останат во Македонија, а тоа е нивна желба. Тоа не е нивна желба да останат во Македонија. Значи, треба да се види, да се разгледа. Но на Табановци тие што остануваат, верувајте ми, не одат никаде во Македонија. Значи тие не мрдаат од Табановци. Табановци е заградена зона кај што они престојуваат во куќи, кај што сум бил таму. И кога сака македонската држава која ќе ги текне, нив ги заградува во возови и ги носи од Гевгелија до Табановци и назад. Погледнете на улица, сте виделе некој од нив? Значи солидарност вели да ги прошетаме до Табановци и да ги вратиме Не, назад. напротив. Не ги шетаме. Значи ние ги враќа, полиција ги враќа тие што немаат документи кои полицијата ги издава доле на Гевгелија. А повеќето, скоро 95% имаат документи, пошто мора да го има тој документ за слободно движење 70 часа за да премине државата и да користи воз и автобус. Значи, добре за бегалците е повик за хуманизација и согледување на маките што тие луѓе ги трпат и да не ги дехуманизираме. Значи тоа се луѓе. Мора да бидеме свесни дека се луѓе. Абе зошто тоа не му го кажете на Европа? Што ни го кажувате нас? Покажуваме. А таму е пропагандата, дека си ги примат и готово. Што може Македонија да држава слуша Европа? Најверојатно на оваа кампања да се изврши некаков притисок за да затворат границите и бегалците да подјат из Македонија да бидат прифатени во тие западноевропски земји. Токму така. Секаде да се отворат граници на европска граница, и пред се да не им се дозволува на луѓе да умираат од студ и од глад во опикулени со бодликава жица. Тоа е поентата. И во Европа, и во Македонија и секаде да се отворат граници. И пред се, дали ќе се отворат или не, пред се луѓето да бидат третирани како луѓе. Тоа е цел. Кои стигнат Германија, кои ги контролираат? Германија контролира, тие се на нейната територија. Слушај, многу метафизички прашања поставувате. Германија веќе прими 500, 600, 700. Македонија прими 200.000 костова. Добра, ама тоа сега не е поврзано со тоа. Исто така Македонија имаше екзодуси низ последниот век. Тоа не е доволен мотив да кажеме дека ние сме го правиле тоа, дека малку еден елементарен дел од нас има сочувство према општо према луѓе. Нас не примали во Ерменија и во Полска и во Чешка, бегали во Канада и во Австралија. Мислам тоа сега, зошто е тоа прашање, не може ли таква паралела да се направи? Нема ли малку сочувство? Тие луѓе не сакаат да останат во Македонија. Тие сакаат да одат некаде кај што ќе се чувствуваат, не знам како, и они не знаат.
230. Ние бараме да границите не се блокираат. Тоа и нас ни прави проблем. Значи утре границите може и за нас да се блокираат. Значи тоа ќе биде... Нас не се блокирани вече, гледаш, ова Европа не прима. Тоа е друго. Ке излезе терористички напад како во Франција. Терористички напад не може да се случи со оружје од Сирија донесено, пошто на граница, ако те фатат со оружје, ќе идеш затвор и ќе те депортира. Терористички напад во Франција и Белгија може да се случи со оружје во Франција и Белгија. Произведено од криминални терористички групи во Франција и Белгија, кои што не ги апси француска и белгијска полиција, исто како што не апси трговци со проститутки, со белоробие, со дрога, бидејќи им одговара на Франција и Белгија. Че, вака да прашам, треба да бидеме дел од Европа, да бидеме дел од Европската Унија? Значи, еве, да или не, зашо еве, браниш европска политика, ако става граница, значи Македонија, ние сме индиректно ја браним европската политика. Значи, вие сте, па не може да бидеме жртва, а ние да спроведуваме европска политика со ставање на граница. Ставањето на границата е европска политика. Која па затоа ве прашувам. Вие викате да не на луѓето да не им се дозволи така, нити престои да не транзитира. Тоа е европска политика. Ние спроведуваме таа политика. Дали сме сакате да влеземе во Европската Унија? Можеме да критикуваме европските политики. Сакате да бидете дел од Европа или не? Нема, добро, може би сакам да прашам. Некој фактор за ние да критикуваме, да пример. Си разговараме како Така пријатели, размислуваме цел живот. луѓе кои што Никогаш нема да слушаме. говориме исти јазик, кои што имаме иста историја, кои што имаме исти разбирања за многу работи и кои што сме се биле доведени низ историјата, низ лични погроми. И поради тоа и други работи треба да разговараме ако ништо друго, затоа што на темата уопште не се ни разговара. Можеби ќе се донесе заклучок кој што или повеќе заклучоци кои што да речеме ќе вградат од оваа дебата не знам некакви решенија кои што можеби ќе му помогнат на дел од луѓето да решаваат другчие, да. Добро, не свати подпре поставено беше прашањето. Ете, ние ќе му помогнеме, ќе заминат Србија. Шо дека ќе заминат Србија, која е понатаму нема да пушка. Шо ќе прат тие луѓе? Ајде вака, стави се во нивна. Србија, па шо сакат нека прат. Не знам, човеко, не знам. Значи јас сум разговарал со нив. Тоа е оперативно прашање. Не знам, значи тој оди. Јас сум тука, му давам вода, му давам храна, разговарам со него, го прашувам. Сум разговарал со стотина. Многу од нив ми викаат, имам сестра, брат, фамилија таму. Значи, многу од нив. Имам брат во Германија, дали точно тоа или не знам. Еве да речеме дека е точно. Зошто имам потреба мене да ме лаже која ништо не можам да направам односно неговиот пат. Јас сум тука на Табановци сум застанал, само што се симиња возот. 2 минути земаат вода и продолжуваат сите напред, значи една секунда не стојат. Значи непотребен некаков страв се развива од луѓе кои што едноставно на нас не ни прават никаков проблем. Од причина што македонската држава одлучи да ги однесе од точка А до точка Б со воз. Нити одат во градовите, нити прават некакви проблеми, нити ништо. Значи ние сме транзит зона и ние тоа ќе останеме. И ние тоа што го збориме, да се спушти границата, хумано да се однесуваме, ако побара некој азил, да му се даде или не, толку. Нити можеме нешто повеќе да направиме, нити тој стравот со Србија дека ќе стави граница. Србија стави граница и не ги пушта да поминат. Да, како жица, за да не може да ја премине, дека ќе останат кај нас, мислам дека е неоправдано. Србија тоа нема да го направи. А мислите и треба да го прави? Нема да го направи тоа. За да се има поголема контрола врз тоа кој поминува и поминувањето да се врши само со документи, затоа што и покрај тоа што се сменија одредени законски одредби со кои што се декриминализира нелегалната миграција, луѓе продолжуваат заради недостиг на информации да поминуваат на нелегални премини
без при тоа да добиваат документи со кои што се врши евиденција на сите луѓе што поминуваат. И тие евиденции се прават заради безбедносни причини, заради здравствени причини, заради контрола на бројката што мигрира, што се движи низ овие земји. Сега, покрај тоа што се ставаат и покрај тоа што можеби и ова е една од причините зашто се ставаат жици, јас сепак се противам. Вие сте на погрешно место ангажирани. Треба во Србија да бидете ангажирани да го обезбедите. Во својата држава работи. Она информација што исто недостасува медиумите, за жал, затоа што и таму има тенденција на одреден начин да се презентираат информациите, дека во изминатава неполна година она што се случуваше не само на територија на Балканот, но на територија на цела Европа, е дека оние невладени здруженија кои што порано или биле активни на овие теми, или пак ново формирани граѓански групи, неформални структури на волонтери се обединуваат за да действуваат против вакви европски политики, против какви сега зборуваме, кои се одразуваат и на она што сега се случува на македонско-грчката граница. Значи, ние не делуваме само тука. Значи, ние не делуваме самостојно. Едно од решенијата или еден од начините на кои што ние можеме да притискаме за поинакви политики за азил и за поинакви начини на регулирање на движење на луѓе е и сдружено преку границите да се обединуваме по овие прашања. И тоа и се случува во моментот. Минатиот месец, 21-22 ноември, имаше и состанок во Солун со 50-60 представници од земји, од граѓански групи и невладени организации, различни движења од различна провинција од цела Европа, и од Европска унија, и од балкански земји, и не знам од каде се имаше представници. И од Турција. Ќе бидам краток и гледам да сумирам се. Прво една работа. И Германија, од капиталистички аспект, и Германија и другите западни земји шпекулираат со бројки колку луѓе ќе примат. Не сум сигурен бројката ми се чини од 800 до 1,5 милиони дека варираше дека ќе примат, пошто Германија има потреба од ефтина работна рака. И така и се навлекои дополнителни бројки, што неа податоци колку се, од тие економски мигранти. Втор дел, околу ова наивноста на Македонија, како цело време ние сме наивно некој заморч изгубени. Со години, значи не година дена, со години, 4-5 години, има бегалци од 2011 почнува ситуацијата од прилика во Сирија. Во Грција беа убивани и тепани од Златна Зора бегалци мигранти. Значи со години имаше наговестување, ако некој ги следеше, например конкретно државата наша, српската држава излично, ако ги следе тие наговестувања дека некоја, можда не во ваков, не може да се предвиди колку ги ескалира ситуацијата, ама дека одредени транзит зони ќе се појават и дека ќе има бегалци од исток, то можеше многу лесно не да се предвиди, туку фактичките материјални околности ќе окажат тоа. Во Грција имаше 1 тон бегалци. Друга работа е да одиме во поблизок период. Една година на македонските пруги гинат по 10-15 бегалци од ВОЗ. Значи, тоа ти уште еден показател на тене фактичка состојба, која што македонската полиција располагаше со неја, дека луѓе гинат, дека нешто се дешава, дека има луѓе кои транзитираат низ ова територија. Што значи паметна, јас сум против државни поредок, ама окей, паметна држава, условно кажано, би требало да процени дека ќе има таква ситуација која ќе комплицира односите и треба да интервенира на ваков или на онаков начин. То не го направиме, пошто стално ние сме некој заморче и како не можеме ништо да преземе. Уште еден битен момент околу нашата немок. Факт е дека сме немокли, секој од нас поединечно, особено во новија простор. Ама, можеме интернационално, значи не поединечно како македонци, туку интернационално, да работиме заедно, толку колку што ни е мокта. Секако дека ние не можеме нешто суштински да промениме во ваков сплет на околности. Ама можеме толку колку што ни е нашата индивидуална мок, па колективна второстепено, да преземе мерки. Грција, например, конкретно, анархисти окупираат објекти и ги прават прифатни центри за бегалците. Србија има слични акции.
Вервам, не сум запознат, вервам и дека во многу други земји, Словенија исто така има слични акции. Значи, многу земји работат, активисти од многу земји работат за да ја поедностават ситуацијата за тие луѓе. И општо тие луѓе да транзитираат докај што сакаат. А исто е битен тој капиталистички момент како тие бројки се пумпаат. Што го спомнав претходно, со Германија ефтината работна рака. Пошто на Германија требат тие луѓе, ги обучва веќе. Огромен дел од нив ги обучва. И исто има и критериуми, не само дали се пакистанци, сирици по национална основа, има и критериуми кој е степенот нивен на образование, кој ги прима. Во смисла си прави математика, Германија и статистика, мене колкава работна рака ми треба, од кое образование и слично, и така дава азил. Значи, многу фактори се опрашања, многу комплексни се работите, за така едноставно кажем. Јас сваќам кои ви се вашите стравови и слично. Ама ви викам дека многу се комплексни работите, а не е баш така информациите што ги имам. И јас овие информации што ги имам, сигурно се 0,1% од информациите што фигурираат, пошто немам информации, ограничени сме. Вашата пропаганда треба да биде во Србија да им го обезбеди транспортот за да можат да поминат. Кажа мила дека соработуваме со нив. Дека во Србија има групи со кои сме во контакти, со кои што соработуваме. Значи, секој го прави она што може во земјата. Тоа е Не у Србија, управо секаде треба да се. Значи, ваква иницијатива има и во Грција, и во Србија, и во Бугарија. Значи, има вакво поврзување месечно, ниво на 2 месеци, меѓу сите вакви активисти, за да се изготват интернационални или регионални политики. Така да се направи притисок на систем, за да се сменат политики. Значи, не е ова само пропаганда, која што нарекувате само во Македонија. Океј, фала ви на сите 30 сати, че ще се. Фала ви.